Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во најновото издание на 24 од Сесрце. Веќе приметувате дека јас сум надвор од студиото на телевизија 24 Вести, а самото тоа значи дека започнуваме новата сезона на Откриени тајни. Верувам дека со нетрпение не очекувавте да ги започнеме новите теми, новата сезона, секако на ваше барање повторно во рамки на 24 од Сесрце, заедно со доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Останете со нас. Нова сезона, нови почетоци. Пред нас престојат доста емисии, доста интересни теми кои што заедно со доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам, ќе ги отвориме и секако ќе ви дадеме одговори на уште доста прашања. Во минатата сезона можеби имавме нешто повеќе од 40 на емисии, 40 теми, секако доста одговорени прашања од страна на доктор Жарко Костич, кој што и оваа сезона е расположен да биде повторно со нас, да одговори на вашите прашања. Нашата цел секако е да ви помогнеме да направите од вашиот живот да биде квалитетен, да ги исполните своите цели, да бидете среќни и задоволни. Верувам дека и понатаму ќе продолжите да пишувате и на Facebook страната на доктор Жарко Костич, генетичкиот консултант, на неговата мејл страна и секако да го побарате во Сдруженијето на граѓани Помагам за дополнително да ви одговори на вашите прашања за кои што можеби ние во рамки на нашата емисија и нема да имаме доволно време. Затоа следете нередовно во нашите редовни термини, веќе добро знаете. Четврток имаме Откриени тајни во рамки на 24 од Сестрце, а за многу кратко ја започнуваме првата емисија за новата сезона. Тука некаде го започнуваме разговорот во новата сезона, секако со доктор Жарко Костич, генетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Верувам дека со нетрпение очекувавте да ја започнеме оваа сезона, да ги започнеме новите емисии и секако да ги отвориме новите теми, да ви откриеме уште многу тајни. Секако дека и понатаму ќе има на интернет страницата на 24 Вести, на Facebook страната на доктор Жарко Костич, а вие и понатаму може да бидете дел од нашата емисија. Со тоа што додека не следите, верувам дека ви се јавуваат многу теми како идеја за која би сакале да разговараме. Затоа слободно пишувајте на страната на доктор Жарко Костич, на неговиот мејл, а ние ќе бидеме тука расположени да одговориме на сите ваши прашања и да ви откриеме нови тајни. Жарко, добро утро и добре дојдовте во 24 од Сестрце, секако во новата сезона на Откриени тајни. Добро утро, Сања, добро утро за нашите стари и нови гледачи, се надам. Како што напоменав, гледачите со нетрпение очекуваат да ја започнеме оваа сезона. Ние во претходната зборувавме на многу интересни теми, а во денешната Откриени тајни ќе се навратиме на дел од оние кои што беа најинтересни. Иако верувам и сигурна сум дека сите теми подеднакво беа интересни за гледачите, не само што беа интересни, туку беа и од корист за сите оние кои што не следеа и успеа преку нашите емисии, нашите теми, вашите одговори да решат своји проблеми, да направат нивниот живот да биде поквалитетен и секако да ги разрешат сите оние потешкоти кои што стојат на патот кон среќата и кон успехот. Би сакала да се навратиме на самиот почеток, на основните принципи на оние на кои што се задржавме во текот на минатата сезона, па за оние кои што се нови и за старите гледачи секако да се посетат на умот и како умот функционира. Вие ни рековте дека умот има два дела, едниот ни прави проблеми, а со другиот секако полесно ги решаваме проблемите. Точно, значи ние во минатата сезона направивме повеќе од 40 на емисии, мислам, на различни теми. Се повторивме некогаш, но секогаш беше тоа кажам, мислам дека од друг агол. Во оваа сезона продолжуваме со нови теми, но некои од них дека ќе ги повториме, особено за тоа што знам дека секогаш се приклучуваат некои нови луѓе, нови гледачи кои што се заинтересирани, ги добиваме тие контакти преку Facebook, така да дефинитивно е добро да се навратиме на почетоците, на основите, ајде така да кажеме, затоа што ова е серијал каде што имаме еволуирање на податоците од поедноставни, да кажеме, по базични податоци, базични вистини од кои што произлегуваат и нови вистини, нови податоци кои што нашите гледачи секако имаме за цел да ги користат и самите да проценат дали се точни фактички и за нив. Оваа емисија не е емисија авторитативна, туку е емисија која што има за цел да понуди точки на гледиште, да понуди нови податоци, кои што само
ако ги едноставно имаме волност да ги провериме во секојдневието и ако тие функционираат, ако тие се вистина за нашите гледачи, тогаш секако дека може да ги користат за да си го подобрат сопствениот живот, но секако дека една вистина е наша, доколку е вистина за нас. Така да доколку овие податоци станат вистина за нашите гледачи, тогаш ќе бидат и нивни податоци и ќе може да си го подобрат обстанокот. Секако доколку видат дека се вистини. Така да почнеме од, да кажеме пак, од некоја основа, од некои почетоци, а тоа беше умот. Го разлобивме умот, објаснивме како умот на човекот функционира и ќе се навратиме сепак на тоа. Рековме дека умот на човекот снима слики и дека тоа е и една нова дефиниција за ум. Нели честопати го користиме тој поем ум, мозок. Рековме дека умот и мозокот не се едното исто. Мозокот е орган кој што се наоѓа под черепот и го контролира телото, тука се нервните канали, различни центри и така натаму, но умот е нешто што е друго и има друга функција во нашиот живот. Умот го користиме за пресметување на различни работи, го користиме да ни помогне во нашиот опстанок и е ред да го дефинираме што е тоа ум. Го користиме како поем, но сепак треба малку повеќе да навлеземе во него, да го објасниме за да имаат нашите гледачи поголемо разбирање во врска со умот и со животот. Значи, умот е една, ајде така да кажем, машина која што снима слики, исто како што снима камера во овој момент, така и умот наш постојано снима слики и не може да прекине да снима слики. Гледате, ние постојано снимаме слики, огромен број на слики се снимаат во краток временски период и во тие слики се снимени емоција, допир, различни сензации, мирис, звук. Гледате, умот ги прави тие слики и тие слики се на некој начин тродимензионални, поради тоа што има во нив снимено сите овие работи кои што ги кажам, сите овие сетила, сензации, мирис, допир, емоција, движење во околината, сето тоа е снимено во нашиот ум и тие се складираат во еден дел од умот, кој што, тоест се складираат, да кажам, во самиот ум. Но умот е поделен, имаме два дела, рековме, на умот на човекот. Фактички имаме три дела, но објаснив во нашите емисии два дела за сите што сака да знаат малку повеќе, може да дополнително се образуваат нова тема. Имаме аналитичен ум, тоа е умот со кој што ние здраворазумно анализираме. Значи тоа е ум кој што не може да направи грешка. Ајде така да кажам, ги зима тие слики кои што сме ги снимиле за време на нашето постоење и ги користи нив за да разреши дадени проблеми во врска со опстанокот. Или не знам, сме отишле некаде прв пат на некое место и умот ни снима слики и знаеме како сме дошле до тоа место. Втор пат кога идеме да дојдеме до истото место, тогаш се повикуваме тие слики, со помош на нив анализираме како да дојдеме повторно на тоа место или му објаснуваме на некој наш пријател како да дојде до тоа место, нели? И гледате, во самиот ум има и време снимено. Гледате, снимено е времето, колку брзо сме стигнале до тоа место. Така да гледате, во самите слики имам исто така и време снимено, така да се овие слики многу интересен еден феномен, односно интересни работи се снимаат во тие слики, но ние ги користиме сите тие податоци за животот и за постоењето кои што се складираме во тие слики и тој аналитичен ум има за цел да ги користи тие податоци и да ги искористи повторно, за да може да ги разреши проблемите во врска со опстанокот на човекот. Но проблемот е еден друг дел од умот кој што го објаснивме како реактивен ум. Тој е дел од умот кој што не е под наша контрола. Во тој дел од умот се снимени болни искуства од минатото. Гледате, кога човекот добива болка, без разлика дали тоа физичка болка, како што е удар, не знам, ќе се попари некој со жешка вода или ќе добие, не знам, ќе го удри струја или како и да е, на кој да е начин да добие болка, болката предизвикува тој свесен дел од умот или аналитичниот ум, значи тој свесниот дел од умот, да се изгаси и тогаш се вклучува еден друг дел од умот, реактивен ум, ние не го викаме подсвесен ум, го викаме реактивен ум, иако може да го наречеме и подсвесен ум, но реактивен ум е посоодветно име, тој го презема снимањето на слики и сите тие слики, додека сме ние под влијание на таа болка и сме горе-доле несвесни, истото тоа би било кога имаме висока температура, не сме целосно свесни за околината, кога имаме ментална или духовна болка, како што е кога ќе загубиме некој близок или кога ќе, не знам, раскинеме со девојката или дечкото што го сакаме или кога ќе добиеме, не знам, лоша оценка
на факултет или што и да е што може да ни предизвика болка за секој, тоа е различно и е субјективно, но таа ментална или духовна болка и како предизвикува да исто така се намали дел од нашата свесност, така да во тој реактивен дел од ум се снимаат болните искуства од нашето минато, болните сеќавања се снимени таму, со целата тага, апатичност, лутина, кои да емоции што ги имаме во тој момент, исто така се складирани во тие слики и го викаме реактивен ум, поради тоа што во дадени ситуации во сегашноста нешто ги реактивира. Да дадам пример, например имате ситуација каде што сопругот и сопругата се карале и едноставно гласот на сопругата е снимен во тие болни искуства, да кажеме, нели? Како траума, можеби сакале да се разведат или што и да, снимен е гласот, или можеби мајката, гласот на мајката е снимено во умот, реактивниот ум на детето. Едноставно ќе дојдете дома, ќе ослушнете звукот на гласот на мајката и одеднаш човекот може да се вознемири. Или сопругот ќе каже нешто и жената ќе избухне и ќе изреагира на начин кој што не е соодветен. И затоа го викаме реактивен ум, поради тоа што реагираме врз база на дразба реакција, таа реакција е несоодветна во дадениот момент, многу често ни е криво зашто така реагираме, но едноставно е толку јак тој порив и толку јак тој реактивен ум да честопати не можеме воопшто да го контролираме. Некој ќе направиме акции, можеби и некој ќе удри некого или ќе му кажеме на некого несоодветни зборови, после ни е криво, но во тој момент е многу тешко да го исконтролираме тој порив, тој импулс да се направи тоа. И затоа го викаме реактивен ум. Но тој влијае на нас и на многу други скриени начини. Во даден момент поради наизглед немање на никаква причина стануваме тажни, стануваме разочарани. Светот више не ни изгледа така како што е. Почнуваме да се чувствуваме закочени во животот, како ништо да не ни трга одака, како да не можеме да тргнеме нигде, сакаме да почнеме нешто, а не можеме. Или не знам, ќе отидете некогаш во болница, самото мирисање на мирисот на болницата почна да ви предизвикува забрзано чукање на срцето. Ќе му ставите на некој во болница манжетна да му мерите притисок, самиот допир на манжетната за мерење притисок предизвикува притисокот да расте и така натаму. Гледате, тоа се реакции кои што се под влијание на тој реактивен ум, кои што ние не ги контролираме, но дефинитивно ги чувствуваме и ова емисија каде што разглабаме многу за овие теми, секако даваме решение како човекот може да се ослободи од тоа. Доста интересна тема секако беше и она во која разговаравме за тоа дека честопати самите себе си се наоѓаме во ситуација како повеќе во одредени моменти не сме тие ние, туку налекуваме на некој друг од нашето блиско обкружување, најчесто на некој кого не сме ни сакале да налекуваме, туку постојано сме го критикувале тоа однесување, сме го избегнувале, не сме сакале кога ни се обраќале со тој тон, а сега ние се наоѓаме во ситуација кога во одредени моменти постапуваме токму со тој тон, на тој начин, како личности од нашето обкружување кои што така се однесувале во одредени ситуации. Можеме ли сега да се навратиме на овој феномен и секако да им објасниме на гледачите кои што првпат се вклучуваат зошто во одредени ситуации се однесуваме како некој друг? Точно, значи во овој серијал ќе продолжиме ќе се навратиме, да кажам, на некои теми кои што ги обработувавме во претходната сезона, поради тоа што работите во животот и феномените во животот се поврзани, така да мораме да ги поврземе некои работи. Ова се некои од основите, иако имаме многу други теми за кои што треба да разговараме, односно можеби да се навратиме. Но ова е едно од работите кои што нашите гледачи беа многу заинтересирани да дознаат во претходната сезона, а тоа е зашто почнуваме во еден момент да го губиме нашиот идентитет. Некогаш станува долготрајно да го изгубиме идентитетот, некогаш е краткотрајно. Можеби само кога сме лути во даден момент, може да наликуваме на нашиот татко или на нашата мајка или на нашиот, не знам, дедо, баба и како и да е, но некогаш несвесно превземаме туѓи идентитети, на некој начин го губиме нашиот идентитет, се губиме самите себе си во текот на животот, а и никако и да дознаеме дека тоа навистина се случило. Кога збориме за умот, пак ќе кажам, умот на човекот постојано снима слики. Ајде да кажеме еден пример, имате некој татко можеби во фамилијата кој што е крут и кој што има идеја дека сериозно треба се сватат работите и можеби кој што е малку антагонистичен или кој што сака на децата да им го пренесе знаењето на, ајде да кажем, на повисок тон или со понегативни емоции. Гледате, умот на човекот постојано снима слики и рековме дека не можеме да прекинеме да снимаме слики. Не е како камерата која што има стоп копче и ќе прекине да снима од кога ќе завршиме емисијата. Нашиот ум нема стоп копче. Само има копче каде што можеме да се вратиме на минатото, но не можеме да го стопираме
сегашниот момент да не снимаме слики. Можеме да ги затвориме очи, да ги затвориме ушите, но умот повторно снима слики само без тие перцепции, без тие сензации, без гледката, без звукот, но другото се е тука и се снима. И реков дека едни од работите кои што се снимаат во умот се емоциите кои што доаѓаат кон нас, нашите емоции, но и емоциите на другите луѓе. Гледате, умот прави слики. Имате ситуација каде што гледате детево, таткото му вика и му кажува дадени зборови. Значи, не смеш ти вака да се однесуваш, или што и да е да збори таткото. Има дадени луѓе, ќе видите, кога ќе почнат да драматизираат во даден момент, кога се под влијание на тој реактивен ум, ќе видите како секогаш кажуваат едните исти зборови или многу слични. Но на некој начин сме како расипана грамофонска плоча кога ќе се изнервираме, или кога сме тажни, или кога сме лути, или кога сме нервози, едноставно кажуваме едно те исто. Видите, едните исти зборови ги повторуваме. И тие се снимаат во умот на тој што е околу него. Може би таткото тоа му го кажува на синот, мајката го кажува на керката, мајката на синот, какви да сцената и ситуацијата во секојдневното постоење. Тоа го примаме ние. Гледате, нашиот ум почна да се пребојува со мисли, говор, зборови, емоција на тој кој што е со нас. Имате некој кој што е лут, кој што е кога се карат. Имате, например, сопруг и сопруга. Така и сопругот ја и вика на сопругата и користи дадени зборови, дадени термини и така натаму. Децата сето тоа го гледаат, но тоа се снима во нивниот ум и може да се фатиме некогаш при кавга со нашата девојка или, не знам, девојката со момчето, да почнете да ги користите истите зборови како што вашиот татко ги користел кога се расправал со вашата мајка. Веднаш имате ситуација во секојдневието, не знам, девојката го презела идентитетот на мајката, поради тоа што таа кога се однесува, почнува да ги драматизира зборовите на мајката или манирот на однесувањето, као кој те шиша, ти не си битен, или можеби сопругот па почнува да драматизира на тој начин што вика, што удира, што е агресивен. И ќе видите дека фактички тоа е не нашиот идентитет у тој момент, него тоа се идентитети можеби на нашите родители. И не на некој кој што бил околу нас, кој што едноставно имал големо влијание, кој што чиишто емоции и мисли во даден момент се во нас. И гледате, во текот на животот почнуваме да го менуваме нашиот идентитет. Почнуваме да заликуваме на некој од нашата околина, почнуваме да имаме нивни гестикулации, нивни манеризми, нивни зборови, нивни ставови кон животот. Така имате некоја, не знам, девојка која што кога била млада секој сакала да излага малку до покасно со мокра коса, едноставно не е било битно дали е облечена кога било поладно или не, и мајката секогаш ќе викала аман ќе настинеш или каде се ги излагаш вака со мокра глава, зашто доаѓаш волку касно, па нели ти е, не знам, нели мислиш на училиштето утре што ќе се деси? И тоа нас ме нервирало, така, и не знам, сме се бунтувале против тоа. Ќе видите сега е мајка и почна да ги кажува истите зборови. Ама ќе настинеш дете, како можеш да излагаш така гола, ама до кога мислиш да останеш, а утре школа? Гледате, одеднаш почнуваме да се фаќаме дека заликуваме на некој кој што бил околу нас во минатото, но тоа почнува на некој начин скриено да навлага во нас. Затоа што тоа се години и години и години на слики, на снимки, на емоции, на разговори, на мисли. Гледате, дури кога сме со некој кој што е во страв, замислете мајка ви исплашена како мајка. И цело време таа емоција и тие зборови на грижи, на страв ги става во умот на својата керка. Стравот кон детето, таа заштитничка енергија, што секако дека е добро да се грижиме за детето, но некогаш, знаете, имаме премногу грижа и страв кој што не е конструктивен. Така да ќе видите дека и таа почна да се однесува на ист начин, со исти ставови кон животот, како што биле незината мајка, впрочем кон кој што таа и се борела претходно. И оно што е друго интересен феномен во врска со тоа како влагаме во туѓите идентитети, кога почнуваме да се бориме многу против некој идентитет, обично го привлекуваме истиот. Така да колку повеќе се бориме против нешто во животот, и за тоа зборевме, едноставно тие работи ги привлекуваме, тие работи се всадуваат во нашиот ум и почнуваме да стануваме на несвесен начин идентитет кој што, гледате, против кој што можеби сме се борели. И некогаш кога не се сакаме себе си, сања кога сме груби, кога сме нервозни, кога сме лути, кога сме негативни, и навистина не сме тоа ние. Така да ова е емисија во која што нашите гледачи ќе научат како да бидат своји, како да го задржат својот идентитет, едноставно да имаат контрола врз своите емоции, врз тоа што го збориме, и тоа е нашата цел.
Направивме кратка пауза и се враќаме, продолжуваме со откриени тајни. Започнуваме нова сезона, но на самиот почеток секако се навраќаме на најинтересните теми од претходната. Целите беа доста интересна тема и за целите посветивме поголем дел од емисиите, секако доста внимание на оваа мощна и значајна тема, затоа што со она што вие нас ни кажавте и како не насочивте, целите се основното нешто кое што не води кон среќен живот. Веројатно целите беа една од најзастапената тема во претходните емисии. Имавме 7 точки како да ги постигнете целите и среќата. Нема да можеме за жал да се навратиме на сето тоа што го кажавме. Малку едноставно ретроспектива ќе направиме на нешто што е кажано, но секако дека на мојата Facebook страна ги има сите линкови од претходните емисии, така да сите оние кои што ќе најдат нешто од овој разговор кој што ги заинтересирува, сака да дознаат малку повеќе за тоа, ќе покануваме на нашата Facebook страна да дојдат и да го најдат соодветниот линк на таа тема. Целите се неопходни за човекот да биде среќен. Ако збориме за времето, и во една од емисиите разговаравме за менаџирање на времето и рековме дека времето како такво можеме да го поделиме на минато, нешто што се случило во минатото, нешто што се случува сега во овој момент и го викаме сегашно време. Но гледате, сегашното време е кус еден период кој што го искусуваме. Гледате сега, овој момент е веќе минато. Се доаѓа нареден момент кој што станува минато. И секако дека имаме иднина. Иднината е поврзана со целите. Гледате, целите се нешто кое што не тера напред и нешто кое што сакаме да го оствариме и е нешто кое што не прави креативни. Кога зборевме за креативноста, од таму и доаѓа среќата, рековме дека е поврзана со некаква имагинација, некоја замисла, некоја цел. Нешто што сакаме да го оствариме за нас, кој што е како слика во нашиот ум, кој што е како идеја, но не е поврзано со сега, него е поврзано со малку понапред. И тоа е прекрасна работа, поради тоа што не фокусира на еден пат, ни дава еден правец и не тера да градиме иднина каква што сакаме да имаме. Гледате, иднината некогаш ќе стане сегашност. И ако луѓето не се задоволни со сегашноста, имаме начин како да ја смениме сегашност, имаме начин како животот да биде во наша контрола. Како ние имаме контрола врз животот, е ако преземе контрола врз нашите акции, како да ги постигнеме нашите цели. Зборевме дека имаме наш универзум, тоа се нашите идеи, нашите мисли, нашите замисли, и дека имаме физички универзум. И рековме дека проблем е кога човекот почнува да биде обседнат само со физичкиот универзум. Гледате, физичкиот универзум е нешто кое што е резултат на нешто. Се што е во физичкиот универзум е веќе смислено од некого многу претходно. И така, тој некој човек ја искрирал оваа иднина, која што имаме сега, ајде да кажеме од физички аспект, барем според тоа кај што се наоѓаме сега на оваа локација. Некој морал да искрира, да ја замисли, ја реализирал и сега сме ние тука. Гледате, исто и со нашите цели. Треба да ги замислиме во врска со нашиот живот. Како сакаме ние да бидеме како индивидуи, каква врска сакаме да имаме, каков брак сакаме да имаме, каква група сакаме да имаме, како сакаме сето тоа да изгледа. Прво треба да го замислиме. Гледате, ако не можеме да го замислиме, не можеме да го оствариме. Целите ни даваат патоказ, ни даваат насока каде треба да одиме. Во спротивно ни станува досадно, стануваме лути, стануваме анксиозни, стануваме критички настроени кон работите кои што околу нас постојат. Видите, ако сме премногу критични за работите кои што постојат околу нас, тоа значи дека не работиме вредно на нашите замисли, нашите мечти, нашите цели. И гледате, кога ќе поставиме некоја цел, кажавме дека она што се случува веднаш, кога ќе поставиме цел, се појавуваат препреки на патот кон остварување на таа цел. Но зборевме дека баш тоа активно надминување на препреките кон целта ни го дава чувството на среќа. И гледате, секој ден може би имаме некоја долгорочна цел, но таа ако ја разделиме на краткотрајни дневни цели, неделни цели, задачи, како сакате кажете ги, колку повеќе ги остваруваме тие задачи дневни, неделни, помали цели, како сакате крстете ги, толку повеќе сме горди на себе, толку повеќе имаме чувство дека некаде одиме и толку повеќе стануваме мотивирани. И кога зборевме за мотивацијата, го спомнавме и тоа. Колку повеќе остварувате од тие дневни задачи и дневни цели, толку повеќе и тоа чувство на мотивација се зголемува и расте кај вас.
И рековме и дека така ја дефинираме среќата. Сања дека среќата фактички е надминување на овие препреки кон некоја посакувана цел. Колку повеќе сме добри во надминување на тие препреки, колку повеќе препреки надминеме кон посакуваната цел, толку повеќе имаме чувство на среќа, гордост, задоволство. И што е тоа што резултира на крај со постигнување на целта, сменување на реалноста. Гледате, ние имаме контрола врз нашиот живот. А контролата врз нашиот живот се сведува баш на тоа, да ги постигнеме целите кои што сме ги замислиле, поради тоа што тие се таму за да бидат постигнати. Секако, Жарко, дека не смееме да ја заборавиме во оваа прва емисија од новата сезона и тонската скала. Таа беше често со нас. Доста време секако одвоивме и за тонската скала на емоции, да ја научиме, да ја сватиме како функционира и зошто е таа толку значајна во решавањето на проблемите и во квалитетот на нашиот живот. Што значи тонската скала на емоции, доколку може накратко за оваа прва емисија од новата сезона. Да, тонската скала секако беше една од најинтересните и секогаш е најинтересна тема и таа и ќе имаме во наредните емисии, поради тоа што во претходниот серијал вистински не ги објаснивме добро некои од клучните тонови на оваа тонска скала. Гледате, тоа е скала на емоции. Тонска скала е тонот, кога ќе кажеме тон, мислиме на емоционалниот тон. Имате некои подобри тонови, имате некои тонови кои што се да кажем, полоши. И што представува тонска скала? Фактички на врвот, ако го видиме графичкиот приказ, ќе видиме дека таа тонска скала има едни жолти тонови. Тука се тоновите на ентузијазам, на расположеност, задоволство, игри, е многу високо. Спокојство на суштествувањето е највисокиот тон. Така па паѓа. Колку е убаво кога сме спокојни со нашето постоење, кога сме горди. Некојаш едноставно не ни се збори од целиот успех што сме го постигнали, толку се чувствуваме спокојни во врска со постоењето. Сме имале такви моменти. Гледате, под тие тонови ги имате тоновите на, игра, на акција, на ентузијазам, на естетика, на развеселеност и така натаму. И како паѓаат, надолу имаме кон помалку добри тонови, како што се, например, досада, монотонија, па имаме тука црвени тонови, антагонизам, лутина, болка, непријателство, па имаме скриено непријателство, огорченост, загриженост, па имаме плави тонови, кои што наголе во тага, апатија и така натаму. Не сакаме да бидеме во тие тонови. Добрите тонови се овие жолтите тонови. Фактички, кога спомнавме за реактивниот ум, фактички сите овие тонови кои што се од црвените тонови надоле, се емоции кои што потекнуваат од тој наш реактивен ум. Ќе видат нашите гледачи дека на тонската скала имаме и дадени бројки, но тие само се едноставно релативни бројки кои што откажуваат дека имате подобри емоции, подобри тонови кои што се спуштаат надоле кон негативни и немаат никакво друго значење. Како, односно ајде на еден кус начин најпросто да објаснам оваа тонска скала. Секој од нас се раѓа со даден потенцијал на животна сила. Знаете, секој од нас не е роден со ист потенцијал. Имате човек кој што има повеќе енергија, генерално како човек имате некои други луѓе кои што имаат малку помалку енергија. Да кажеме дека тоа е нашиот животен потенцијал, нашата животна енергија со која што ќе се родиме. Ако сме ги виделе децата кога се раѓаат, кога се мали, кога се едноставно колку имаат енергија, позитивност во нив, се многу високо на тонската скала. Можат и да паднат секако, но генерално во животот се во овие жолтиве тонови. Или секако и не само децата, и различни други луѓе. Но она што се случува е тој потенцијал на животна сила што сме ние, квантитетна енергија, позитивен, почнува да се губи или да се заробува во реактивниот ум, колку повеќе болни искуства во животот носиме. Ќе видите, некогаш се чувствуваме нели ентузијастични и ќе добиеме вест дека нешто негативно се случило во нашиот живот или пак добиваме емоционална, односно духовна болка или физичка болка, едноставно паѓаме со емоцијата во тој момент. Колку повеќе вакви болни искуства животот ни носи, толку повеќе од тој потенцијал животен е заробен како негативна енергија во реактивниот ум. Гледате, реактивниот ум, односно тие болни искуства крадат дел од нашата животна сила. И дел од нашиот животен потенцијал е заробен во тие болни сеќавања, болни искуства кои што ни се имаат вклучено во нашето минато. Затоа ќе видите дека како животот тече, обично емоциите на луѓето се намалуваат како хронична емоција. Ето на оваа тонска скала имате хронична емоција, некој може да биде хронично на лутина, но во дадени моменти се чувства ентузијастично или тажен, и имате
тонови кои што се краткотрајни. Гледате на она што се случува, како животот тече и болката и болните искуства крадат дел од нас и прават ние да паѓаме по оваа скала на емоции. Веднаш ќе имате некој човек кој што бил пред 20 години ентузијастичен, среќен, развеселен, задоволен, се случуваат во фамилијата дадени трагедии и ќе видите дека после тоа неговиот тон е можеби тага и апатија. И ова е да кажеме нормално затоа што тоа е животот, но ова е феноменот како тие емоции паѓаат и зашто во даден момент како тече животот едноставно почнуваме да ја губиме таа позитивна животна сила, животна енергија и така натаму. Сега она што интересно е да се каже за ова тонска скала е дека ќе видите дека луѓето кои што се на ист тон обично имаат многу добро разбирање, многу добро се сложуваат. Веднаш ќе имате некој човек кој што е на високите и жолтите тонови и кога ставите во комбинација со некој човек кој што е на црвените тонови, таа комбинација е тешка. И за едниот и за другиот е тешка. Или ќе имате некој кој што е на жолтите тонови ентузијастичен и ќе го ставите да живее со некој човек кој што е на апатија или на тага и ќе видите овој сака да го крене тонот кој што е низок, така затоа што природно имаме желба да ги кренеме тие што се на пониските тонови нагоре. Но многу често се случува дека ние ќе клапнеме и ќе се спуштиме на тонот кој што сакаме да го кренеме. Секако ако не знаеме како. И тоа го објаснувавме во претходните емисии, ќе го кажеме и во наредните, има начин како постепено можете некој низок тон да го кренете нагоре, поради тоа што секако како социјални битија ние сакаме сите тие пониски тонови кои што се околу нас да ги кренеме на нашето ниво, но во дадена ситуација многу често имаме многу тежок отпор. Сега како да му придеш на тој човек да разговараш со него, како да го кренеш нагоре со емоциите. Поради тоа што не е лесно да се живее околу луѓе кои што имаат негативни емоции, од проста причина што тие емоции доаѓаат кај нас. Гледате, вие мора да имате толку многу позитивна енергија за неа да ја пренесете на тој човек. Ако имате тројца, четворица луѓе кои што се позитивни, имате еден човек кој што е негативен, имате шанса тој негативниот да го кренете и да му ја преобратите енергијата во позитивна. Но она што обичаено се случува, идете вие како некој со позитивна енергија и сакате да разговарате со еден или со два тројца кои што имаат негативен, критичен став за било што за кој што сакате да разговарате и ќе почнете да ги убедувате вие ентузијастички да им објаснувате како работите не се така црни како што они мислат дека се и така натаму. И еднаш после пола саат, муавет или 25 минути или саат и пол се фаќате дека и вие почнувате да се чувствувате апатични, безнадежни или некојаш ќе отидете на работа и ќе разговарате со некој човек кој што има негативна енергија, еднаш ќе дојдете дома и целиот ден ви е преобратен во негативен правец и во негативна насока. Но за ова сека разговараме подоцна во нашиот серијал и за сите оние кои што сакаат да дознаат повеќе, може да ги прегледат нашите емисии, така ќе кажам, на мојата Facebook страна. И се повеќе во врска со разбирањето на умот, скалата на емоции и така натаму, луѓето можат повеќе како информации да добијат во книгата Дианетика, која што објаснува како умот функционира. Самиот збор дианетика се состои од два збора дија низ, а нетика потекнува од збор ноус кој што значи ум, низ умот. Жарко, доста често зборувавме во рамки на откриени тајни за меѓучовечките релации и доста одговори ни дадовте на темата како да добиеме подобро разбирање со луѓето од нашето опкружување. Дали е тоа на работното место, дома во семејството, со најблиските, со пријателите. И сакам да ни кажете повторно зошто комуникацијата е најважната алатка во постигнувањето на добра релација со луѓето од нашата околина. Точно е, зборавме за комуникацијата, важноста и спомнавме еден триаголник кој што често го спомнувавме во минатите емисија, тоа е триаголникот, односно трите работи кои што се потребни за помеѓу луѓето да настане разбирање. Секој од нас сака да биде разбран, секој од нас сака да го разберат и разбирањето е една тема која што исто така провејуваше како нишка низ скоро сите наши емисии. Рековме за да човекот има разбирање мора да бидат присутни три работи. Првата беше афинитет и афинитетот го дефиниравме како степен на допаѓање, колку некој ни се допаѓа. Или некојаш имаме негативен афинитет кога некој не ни се допаѓа. Реалност, а тоа е нешто за кое што се согласуваме со некој друг. Гледате, секој еден од нас има своја точка на гледиште за работите. Секој еденка е различна. Можеме ние ќе се согласиме за нешто, дека е така, дека овие чаши изгледат убаво или дека амбиентот тука е убав за снимање, тоа е нашата реалност, се согласуваме на тоа. Гледате, имаме иста точка на гледиште и третиот агол кој што е битен за да се постигне разбирањето е комуникација. Гледате, комуникацијата е битен фактор и колку човекот комуницира и објаснува, он фактички збори за таа реалност. Но
Овие три агли мора да ги имаме. Мора да имаме добра комуникација со некој друг човек, мора да имаме афинитет за луѓето и мора да имаме согласување за да имаме разбирање. Сега, кога немате едно од овие три работи, тогаш разбирањето го нема. Се крши овој триаголник или се намалува тој триаголник. Но начинот како да, например, сте биле со некој многу близок и сте го сакале некој, еднаш афинитетот ви е паднат. Ако искористиме оваа алатка, точно можеме да го рехабилитираме или поправиме тој афинитет на тој начин што ќе почнеме да комуницираме, ќе тргнеме од аголот на комуникација, тој е најбитниот агол во овој триаголник. Комуникацијата е влезна врата за да можеме да ги поправиме односите со некои други луѓе. Што се случило? Преку комуникацијата, кога ќе влеземе во комуникација со некој друг човек, иако некогаш не мора да е лесно, сето тоа почнуваме да збориме за нешто за кое што можеби не се согласуваме. Видете колку повеќе почнуваме да збориме за работите, да ги отвараме проблемите, да ги дискутираме работите, може да не идеме на проблеми, но воколку истраеме, на некој начин почнуваме да добиваме некаква согласност. Гледате, не мораме да се согласиме на се, но многу често ќе видите во кавгите и несогласувањата не е дека не се согласуваме за некои клучни работи, него едноставно нешто сме кажале кое што не било добро разбрано и преку комуникацијата ќе сватиме дека уствари имаме некаква согласување или некаква согласност на таа тема и тоа предизвикува повторно афинитетот да ни се врати кон некој друг човек. Можеме да направиме една вежба, да видиме дека секој човек за кој што имаме афинитет, многу имаме добро разбирање. Секој човек за кој што имаме добра комуникација, кој што имаме добра комуникација, имаме разбирање. Секој човек со кој што имаме согласност на многу теми, имаме добро разбирање. А воколку немаме една од овие три работи, ќе видиме дека со таквите луѓе немаме разбирање. Фактички тонската скала е многу поврзана сања со овој триаголник. Фактички афинитетот на тонската скала се емоциите. Гледате, имате луѓе кои што се многу високо по тонската скала имаат многу афинитет. Тој човек ќе дојде ќе ве обземе, ќе ве преплави со афинитет и со љубов на некој начин. И во една од емисиите ја дефиниравме љубовта дека тоа е интензитет на среќа упатено во дадена насока. Ќе видите кога чувствувате љубов од некого, имате среќа од него упатена кон вас. Во спротивно, ако некој ви е луд, си викаш, можеби во тој момент барем не чувствувам дека ме сака човекот. Но тој афинитет високо на тонската скала е многу голем. Како паѓаме по тонската скала, го губиме афинитетот на луѓето. Ќе видите кога сме лути кон некого, афинитетот ни се намалува, едноставно станува тој негативен афинитет. Не сакаме да сме со тој човек, сакаме да избегаме, сакаме тој да ни се трне од носот, сакаме да не бидеме со него. Кога сме апатични, фактички немаме афинитет за ништо, сме повлечени во нас, интровертирани. И како паѓаме по тонската скала, ќе видиме дека и таа реалност, точката на гледиште ни се менува. Некој човек кој што е ентузијастичен има едни сваќања за животот, друг човек кој што е налутин има други сваќања за животот, некој кој што е на апатија има различна точка на гледиште. Гледате, тој кој што е на ентузијазам многу добро се согласува и се разбира со луѓето кои што се на ентузијазам точно поради тоа што имаат ист став кон животот, гледаат во решение на проблемите. Гледате, не гледаат во проблеми, гледаат во решение. Како паѓаме по тонската скала, луѓето почнуваат да гледаат во проблеми, во стопови, во неможење, губат волност да се преземат некои работи, но пак тие од друга страна многу добро ќе се согласуваат меѓу себе. Ако ги оставите двајца луѓе кои што се на апатија да зборат, гледате, тие ќе се разберат поради тоа што имаат ист став дека животот е, не знам, нема иднина, дека е лош, дека е катастрофа и така натаму, и комуникацијата ќе им биде добра. Проблемот е заради тоа дека кога сте високо на тонската скала, имате други околу вас кои што не се на истиот тон, треба да најдете точен начин како да му придете на тој човек на благ начин, затоа што гледате, ако му придете нагло, со премногу афинитет, превисока комуникација, сте целосно нереален за тој човек. Така да пак ќе кажам, има техники, има начин како да му придете благо, да му го ставите просторот на другиот, да не му влезете пренагло во неговиот простор, за да можете да окренете полека по скалата на емоции. Жарко, јас ви благодарам што и оваа сезона повторно ќе имаме можност со вас да разговараме, да ни откриете многу тајни, секако да ни дадете одговори кои што ќе ни помогнат животот да го направиме да ни биде посреќен, поуспешен и поквалитетен. Верувам дека гледачите се задоволни и дека повторно во редовниот термин за нашата емисија ќе бидат заедно со нас. А вие, освен во емисијата, секако дека за нив сте достапни понатаму во комуникација сте секако преку социјалните мрежи, Facebook страната, вашата имейл и секако Сдружение на
граѓани помагам расположени секогаш за дополнителни одговори и остварување на целите на нашите гледачи. Тука сте да ги дадете одговорите, а тие секако едноставно само треба да ве побараат. Ти благодарам, Сања, благодарам на нашите, пак ќе кажам, стари и нови гледачи. Новата сезона сум сигурен дека ќе изобилува со нови теми. Имаме убави работи спремно за нашите гледачи. Сакаме да едноставно промовираме филозофијата, мудроста, решенијата за животот, поради тоа што животот е интересен колку победуваме во него. Рековме дека животот е игра и колку повеќе имаме решенија за проблемите на животот, толку и повеќе уживаме во животот. И тој ни е целта на оваа емисија, едноставно да бидеме од корист за нашите гледачи со нови податоци или стари податоци, за некои на можеби прикажани од нов агол со нови примери, да бидеме од корист за нашите гледачи да имаат подобар и посреќен живот. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте ова утро. Верувам дека ве изненадивме позитивно со почетокот на Откриени тајни и дека веќе следниот четврток повторно ќе бидете заедно со нас, со доктор Жарко Костич од Сдруженијето на граѓани помагам и со мене Сања Савеска. Секако ви најавувам интересна тема за наредниот четврток, затоа бидете со нас. Не го менувајте каналот и понатаму останете на 24 вести. Пријатно!